Ваква е сообраќајната слика на Стетовските улици, булевари речиси во текот на целиот ден. Поради недостиг на паркинг места, автомобилите се паркираат на тротоари, пешачки премни на коловозни ленти, парализирајќи го целосно слободниот проток на возила. Граѓаните вината за сообраќајниот хаос и големите гужви ја лоцираат во немањето на сообраќајна култура и јавни паркинзи. Хаос. Што недостасува? Се, ништо нема. Ништо нема, што има? А паркинзи има добро, што има? Ништо. Треба ли да се направат катни гаражи? Па требало е веќе, а не касно е сега. Сега има огромни објекти што се направени без ништо, без паркинзи, без такви работи. Хаос. Неверојатно, странци, гужва, нема паркинзи, нема ништо. Тоа. Има и мало не цивилизација, не култура кај самите возачи. Се е тоа собрано во еден кош и гужва. Паркинзи да, али и култура на воžnја недостасува. Тоа е тоа. И многу аута купиле, сега даде државата можност да се купува стари, да донесе стари, донесе и видиш колку е. Од јавното предпријатие Градски паркинг Тетово пред 2 години воведува зонско паркирање. Но овој начин на паркирање се уште не е целосно спроведен во рамки на А и Б зоната. Од Градски паркинг велат дека од секторот за внатрешни работи Тетово чекаа дозвола за проширување на зонското паркирање. Се надеваат дека до крајот на летото полицијата ќе им одобри целосно да го реализираат паркирањето и во двете зони. Оттаму најавија дека во текот на месецов ќе биде пуштен во употреба јавен паркинг од затворен тип, со кој градот ќе добие дополнителни паркинг места. Во тек се изградба на третиот затворен паркинг во општина Тетово, значи тоа е влезот во улица Борис Кридич, значи стамбениот блок 37. Значи таму ќе располагаме со 100 дополнителни паркинг места, каде еден час паркирање ќе чини 20 денари, додека за станарите ќе има со паркинг картица, која ќе чини 150 денари за месец. Како јавно предпријатие што управуваме со јавните паркиралишта, значи онаму каде сме должни да го регулираме сообраќајот, односно онаму каде што има проект, се одвива нормално, значи согласно статутот и правилниците за работа на јавното предпријатие. Да споменам дека за регулирање на сообраќајот не е должно само јавното предпријатие, туку и секторот за сообраќај при МВР, СВР Тетово. И од СВР Тетово посочуваат дека преку разни активности работат на подобрување на состојбата со сообраќајот во градот. Како сектор за внатрешни работи работиме на отстранување на импровизирани тезги, рекламни паноа, хаварисани возила од јавните сообраќајници со цел подобро одвивање на сообраќајот. Во соработка со ПАЕК службата ги отстрануваме непрописно паркираните возила од тротоари, пред гаражи и слично. Спроведуваме сообраќајни поуки за учесниците во сообраќајот, се со цел подобрување на сообраќајната свест, изјавија од СВР Тетово. Неофицијално според одредени полициски извори во Тетово во период кога се додени печалбарите, вкупната бројка на возила изнесува околу 60.000. Градот пак досега има обезбедено само 600 јавни паркинг места. Од друга страна, за изминатите 10 години нема отворено ниту една нова сообраќајница, градот нема обиколница, а се уште не се пробиени трите булевари, иако секоја градска власт најавуваше нивна целосна изградба. Тепачка меѓу две групи во која биле користени тупаници, ноши, дрвени предмети регистрирала тетовската полиција ноќеска половина час по полноќ. Инцидентот се случил на улицата Прохор Пчински во Тетово, меѓу 26 годишник и 14 годишно лице, двајцата од Тетово од една страна и 22 годишник и неговиот 28 годишен брат. Со повреди се здобиле сите учесници во настанот, додека лицето на возраст од 28 години е задржан во клиничката болница Тетово, со повреди во пределот на левото рамо, левата слабен и левата нога, и по укажувањето на дежурниот доктор се работи за телесни повреди, истиот е надвор од животна опасност. Увид на лице место извршила екипа од СВР Тетово, при што се обезбедени предмети кои ќе бидат доставени за вештачење. Сите учесници се обезбедени во СВР Тетово и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 19 часот и 10 минути на магистралниот пат Гостивар Кичево се случила сообраќајна незгода меѓу патничко моторно возило Шкода Октавија со скопски регистарски ознаки управувано 35 годишник од Скопје и моторцикл Кавасаки без регистарски ознаки управувано од жител од Желино.
Во незгодата возачот на моторциклот е пренесен во ургентниот центар Гостивар, каде му се констатирани тешки телесни повреди, фрактура на 3 прсти од левата рака и покажаната лекарска помош, истиот е пуштен на домашно лекување. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово. Во црквата Свети Атанаси во тетовското село Глоѓи утре 14 август со почеток во 17 часот ќе се одбележува празникот посветен на светите 7 маченици Макавеи. По повод празникот ќе се одржи црковно народен собир во храмот Свети Атанаси. Собирот во 17 часот започнува со чинот на водосвет кој ќе го извршат свештениците од Тетовската епархија при Македонската православна црква. Следува прережување на славските колачи. Прославата на празникот во Глоѓи традиционално е збогатена со културно-уметничка програма и со братско-сестринска трпеза на љубовта, приредена од кумовите. Седумте свети браќа Макавеи маченички пострадале околу 180-та година. Пред очите на нивната мајка, царот Антиох ги мачел и убивал момчињата, фрлајќи ги еден по еден во оган. Откако и последниот син бил фрлен во оган, мајката Соломонија и самата скокнала во него, предавајќи му е душата на Бога. Воедно од утре православните верници го започнуваат Богородичниот пост, кој почнува од 14 август и трае до 27 август, во пресрет на 28 август, кога се чествува успението на Пресвета Богородица. Богородичниот пост е строг како и Великиот пост. Од понеделник до петок е строг пост. Во саботите и неделите е дозволено и масло, додека риба се дозволува само на празникот Преображение Господово 19 август. Постот започнува на 14 август и завршува со 27 август, на вечерието на празникот Успение. На самиот празник, 28 август, се блажи, освен ако празникот не се падне во среда или петок, и во тој случај постот е олеснет со употреба на риба. Се до празникот Преображение Господово, кога во црквите се благословуваат грозјето и јаболката, црквата пропишува да се воздржуваме од овие овошја, особено оваа традиција запазена по однос на грозјето. Според преданието на светите отци, ако некој од браќата јаде грозје пред празникот Преображение, тогаш нека му биде забрането заради послушание да вкусува од грозје за време на целиот месец август. Љубителите на класичната музика во Гостивар ќе имаат можност да уживаат во пијано концерт рецитал на гостиварката Ендра Адеми. Настанот ќе се одржи на 14 август понеделник во Гостиварскиот центар за култура со почеток во 18 часот. На програмата ќе се најдат дела од светски познатите композитори Бах, Бетовен, Шопен, Рахманинов, Качатуријан. Како гостин на концертот ќе настапи Теута Емини на флејта. Ендра Адеми годинава го заврши средното образование во Државното средно музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово. Со школување ќе продолжи на Музичка академија. Минатата година младата пијанистка исто така имаше свој концерт пред гостиварската публика. Досега имала настапи и успешни учества на надпревари во повеќе градови низ Македонија и надвор од границите. Општина Маврово и Ростуше организира јавна анкета со јавна презентација за архитектонски урбанистички план за градежна парцела ГП1 на катастарска општина број 1472 низ 1 и 1472 низ 2, катастарска општина Маврово, општина Маврово и Ростуше. Границите на опфатот се следните. Од северната страна граница е пристапен пат до градежна парцела. Од источна, јужна и западна страна граница на опфат представуваат границите на катастарска парцела број 1472 низ 1 и катастарска парцела број 1472 низ 2, катастарска општина Маврово. Опфатот е со сложена форма со површина од 813 метри квадратни. Јавната анкета и јавната презентација ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше во одделението за урбанизам во Маврово Јанови.
Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавување на соопштението, и тоа од 14 август 2017 до 18 август 2017 година, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 14 август во 10:30 часот во просториите на Оделението за урбанизам во Мавровјанови. Во горе споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења со анкетни листови. Општина Маврово и Ростуше организира јавна анкета со јавна презентација за архитектонско-урбанистички план за формирање на градежна парцела 1.1 на катастарска парцела број 93 и дел од 96 низ 1 и 833 со намена Б2 големи трговски единици. Катастарска општина Никифорово, село Мавровјанови, општина Маврово Ростуше. Границите на опфатот се следните. Од југоисток граница представува регионалниот пат Мавровјанови Дебар, кој низ населеното место има ранг на магистрална сообраќајница. Потоа на североисток границата оди покрај легализиран објект од таа страна, а во целост е низ катастарска парцела број 96 низ 1, катастарска општина Никифорово, во длабочина од 40 метри, за потоа да скрсне под прав агол, формирајќи ја северозападната граница која исто така сече дел од катастарска парцела број 96 низ 1 во должина од 43 метри, за потоа повторно под прав агол да скршне кон југоисток, формирајќи ја југозападната страна во еден дел, повторно низ катастарска парцела број 96 низ 1, се до границата со катастарска парцела број 93, каде по оваа граница продолжува се до спојот со регионалниот пат Мавровјанови Дебар. Опфатот е со приближна правилна правоаголна форма со површина од 1000 метри квадратни. Јавната анкета и јавната презентација ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше, во Оделението за урбанизам во Мавровјанови. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавувањето на соопштението, и тоа од 14 август до 18 август 2017 година, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 14 август 2017 година во 10 часот во просториите на Оделението за урбанизам во Мавровјанови. Во горе споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Општина Маврово Ростуше организира јавна анкета со јавна презентација за архитектонски урбанистички план за градежна парцела 13.1 на катастарска парцела број 1517 низ 1 и 1517 низ 2, катастарска општина Маврово со намена А1 домување во стамбени куќи, општина Маврово Ростуше. Границите на опфатот се следните. Од северна, тоест северозападна страна, граница представува магистралната сообраќајница за село Маврово, а од северна, така наречена североисточна страна, магистралната сообраќајница за село Галичник. Од другите страни граница се границите на катастарските парцели, катастарска парцела број 1517 низ 1 и катастарска парцела број 1517 низ 2, катастарска општина Маврово. Опфатот е со приближно правилна правоаголна форма со површина од 264,6 метри квадратни. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавување на соопштението, и тоа од 14.8.2017 година до 18.8.2017 година, секој работен ден од 8 до 16 часот.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 14.8.2017 година во 11 часот во просториите на одделението за урбанизам во Мавров Јанови. Во горе споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатени со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Не се собрале комитите. Некога се поделија 800.000 евра при последниот повик на владата за доделување пари на граѓанските организации. Пред неколку недели не беше ниту војводата Јован Пиперка, ниту го венча Алил Паша со остра сабја. Мажачката на скоро 1.000.000 евра ја направи тогашниот вице-премиер, а сегашен адвокат Никола Тодоров. Велат дека човек не може во една река два пати да се избања, но владата која замина успеа и ова да го реализира. Има еден клучен елемент кој што не е запазен од тој кодекс, а тоа е дека одлучувањето на крајот за средствата е на некој начин политичко, бидејќи не се следат добрите практики, например да биде комисијата која одлучува за средствата составена од тројца експерти за одредена област за која што се доделуваат средствата, туку одлучуваат за тоа, например, неколку министри, од 3 до 5 министри, во комисија одлучуваат за тоа кои ќе ги добие средствата за поголем број на приоритети кои што произлегуваат од владата на Република Македонија. Огненовска спомена кодекс на добри практики, кој треба да спречи токму ова што се случи, политичар да донесе дискрециона одлука кој да добие државни пари. За жал, кодексот кој датира од пред скоро една деценија не е обврзувачки за институциите, туку тие доброволно се придржуваат до него. Затоа поделбата на парите ги разгоре страстите. На виделина, освен што испливаа граѓанските организации на кои никако не може да им се влезе во трага, едноставно се фантомски, исплива и прашањето на поделено општество и поделен граѓански сектор. Едноставно, партиите ги киднапираа и граѓанските организации, преку кои ги остваруваат своите политички цели. Според професорот по управно право Борче Давидковски, во моментот во државава е напуштена идејата за изградба на граѓански сектор. Политичариве наши, пред се мислам од политиката, не се сваќа идејата за невладини организации, дека тие се пандан на политичките партии, не им се конкуренција, туку нешто вложуваат пари за развој на демократија, екологија, човекови права и за пеперутки и така натаму, зашто не? Значи, нешто што не се борат за власт. Тоа кај нас секој сакаше да ги приграби и едноставно политиката е, мислам, таа крива што ги угуши. Граѓански организации против абортус, граѓански организации за абортус, некои се за градење на семејни вредности, други пак се залагаат за правата на ЛГБТИ заедницата. Некои добиваат пари за да го зајакнат патриотизмот и дека државата е над се, а други пак се за верувањето за отворено општество и владата во служба на граѓаните. На прв поглед, поради ветерот што го дува политиката во грбот на ваквите ставови, градењето на граѓански сектор изгледа невозможно. И додека таа поларизација не се намали или регулира прво на политички план, тешко дека на граѓанскиот сектор ќе дојде на дневен ред за уредување. Што не значи па дека не треба да размислуваме на таа тема и дека со разрешницата на политичката криза ќе си дојде на дневен ред, сметам и релативно брзо, бидејќи дури и со таквата најава со употреба на тој термин десоросизација, намерата беше уредување на граѓанскиот сектор и креирање на условно речено независен граѓански сектор и тоа природно ќе си дојде. Но и да се смират страстите и партиите да најдат политичка волја за изградба на граѓанскиот сектор, кој ќе треба да го демократизира, но и унапреди општеството. Проблем ќе биде како да се избегне сегашната состојба со непочитување на кодексот на добри практики. Според Давидковски, решението на сегашниот проблем е многу едноставен. Тоа е кодексот да се озакони.
Мора да има политичка волја, мораме кодот да го смениме на размислувањето на нашиве политичари. Мора да има политичка волја дека се сака да се гради исклучиво непартиски и независен невладин сектор. И од МЦМС, една од најголемите граѓански организации која вмрежува голем број помали, вела дека постоечкиот кодекс на добри практики кој го регулира начинот кој и како ги добива финансиите од државниот буџет, нема да се применува само од Генералниот секретаријат на владата, туку би бил законска обврска за сите министерства и државни органи кои финансираат граѓански здруженија. Во државата треба да има децентрализиран систем, во смисла различни министерства да си распределуваат средства. Тоа ќе значи дека секое министерство ќе може да си уреди внатрешно како смета дека е најсоодветно. Меѓутоа да има некои основни правила, како што кажав, може да се предложи да биде тоа комисија од најмалку 3 члена, кои што се експерти во областа, кои што се државни службеници од одредено министерство и експерти во областа за која се доделуваат средствата. Конкретно за ова, например, ама има и многу други чекори кои што треба да се решат во таа процедура за да биде на крајот транспарентно и отчетно. А дали ќе се реализира ова, ги прашавме и СДСМ и ВМРО ДПМН. Од партијата на Никола Груевски се состав дека нема да дадат изјава, бидејќи немаат парламентарно мнозинство, па за ова прашање треба да се праша СДСМ, која во моментов носи одлуки и закони во државава. Истакнаа и дека е познат нивниот став за невладиниот сектор и за потребата од десоросоизација и намалување на финансирањето од странство. И покрај сите напори, од СДСМ не добивме став како би го регулирале граѓанскиот сектор, иако голем дел од припадниците на невладиниот сектор станаа советници во новата влада и во министерствата. Денеска преовладуваше облачно и врнежливо време со сончеви периоди. Во текот на денот облачноста се намалуваше. Температурите се движеа од 12 до 22 степени. За утре метеоролозите најавуваат стабилизирање на времето со поголеми сончеви периоди и повисоки температури од денешниве. Максималната температура во Тетово ќе достигне до 27 степени, а минималната ќе се спушти на 12 степени.